Боки 13 ветува дека ќе ја каже вистината за рекет и бара куќен притвор. Денеска во апелациониот суд тврдеше дека е невин, а живеел за моментот кога ќе ја докажал својата невиност. Зборуваше пред судиите кои треба да одлучат дали на Јовановски притворот ќе му го заменат со куќен. Треба да бидам жив и здрав, а не мртов. Исто така нема да бегам, ниту мојот ментален склоп укажува дека би се дал во бегство. Кога бев лишен од слобода, не бегав, туку имав уплатен одмор во Грција. Живеам за докажување на вистината за овој случај и за докажување на мојата невиност. Ќе учествувам во фер кривично правна постапка. Го молам судечкиот совет, мене ми е неопходно строго хигиенско лекување и затоа да ја уважи мојата жалба. За неговиот бранител е скандалозно што кривичниот совет во фаза на истрага си дозволиле да бидат обвинител, па осомничениот од нив е веќе прогласен за виновен. Кривичниот совет како еден од аргументите за притворот го споменува и мотивот на сторување на кривичното дело. Внимавајте, тие го знаеле мотивот, па тогаш истиот совет нека донесе и пресуда и сите ќе бидеме среќни, рече адвокатот Дуковски во судницата. Завршува истрага, а докази се уште гледаме у рокот од 15 дена. Најблагоречено, малку чудна ситуација, но таква е. Дуковски тврди дека Боки 13 имал сериозни здравствени проблеми, зашто на судот му приложи медицинска документација. Јовановски веќе трет месец е во притвор во Шутка. Таму е и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Нивниот компањон во случајот рекет Зоран Милевски Кичеец од пред една недела е во куќен притвор. Во меѓувреме фамозниот исказ на Кичеец за осомничените и одбраната останува тајна, но е актуелен на црниот пазар за информации, па во обвинителството го бараат кртот кој го украл документот и го продавал за да излезе во јавноста.